17 години на медиумскиот простор. Сите овие години, вели Рамковски, го поврзуваат со скандали и неплаќање кон бизнис партнерите. Првиот случај датира уште пред 14 години, кога со пари од американска донација за опрема, Рамковски купува пилешки копани, наместо да инвестира во телевизијата, пишуваа медиумите. Според тогашните написи, преку разни малверзации со институциите, Рамковски не го враќал долгот кон американскиот доверител. Матните сделки на Газдавелија поврзани со овој случај се појавија и на Викиликс. Поранешната американска амбасадорка Джилијан Миловановиќ го навела Велија Рамковски како типичен пример за слабостите во македонското судство и за тоа што треба да се промени во него за побрзо интегрирање во НАТО, открива Викиликс. Потоа Рамковски, откако влезе во бизнисот со печатени медиуми, остана должен на скоро сите печатници во Македонија. Пример е случајот со печатницата Европа 92. Таму Велија должи околу 200.000 евра за печатарски услуги. Судски спор со правосилна пресуда која не може да се изврши има и печатницата Цети Спринт. Исто така таму Рамковски должи над 200.000 евра за печатење на весниците Време и Шпиц. Адвокатот на печатницата Стево Меновски тогаш тврдеше дека не се во можност да ги наплатат побарувањата од издавачите на овие двадневни весника за печатарски услуги, бидејќи жиросметките им се блокирани, а дневните весници сепак непречено излегуваат на пазарот. Во сите случаи, карактеристично за Рамковски, се провлекува еден момент. Сите фирми имаат блокирани сметки и не може да се спроведе извршувањето на судските пресуди. Речи си да нема сектор во кој фирмите на Рамковски не должат пари. Градот Скопје се уште не може да се го наплати долгот за комунали и за објектите на кои се наоѓаат фирмите на Рамковски. Унипроком Вемакс уште од 97 година не ги платила комуналните давачки поради што градот морал истите да ги побарува преку судска постапка. Долгот од 9 милиони денари за 13 години со каматите нараснал до безмалку 500.000 евра. Секогаш кога доверителите ќе се ги бараа парите, Рамковски ги активираше своите медиуми. Тако беше случајот со екс-градоначалникот Трифун Костовски. Велија Рамковски изминатите неколку години беше споменуван дека ги злоупотребува своите медиуми заради лични бизнис интереси. Влезе во отворен судир со неколку големи македонски компании, кои неофицијално посочуваа дека ги уценувал. Такви беа случаите со Бум ТВ и Тихом. Поради непрофесионален однос на Рамковски, компаниите ги повлекоа своите реклами. Неофицијално сител дознава дека домот на Рамковски, каде синоќа полицијата вршеше претрес, не се води како приватен имот, туку како планинарски дом.